Црн рекорд во Делчево. За 24 часа починале четворица од мозочни и срцеви удари. Најмладиот имал 42 години, а највозрасниот 77, но ден предходно од срцев удар животот го загуби 35 годишно момче. Оваа црна статистика ги шокира делчевци. Тоа шок за Делчево, како не. Четворица во еден ден, колку жители сме во Делчево, ние по четворица ако секој ден умираат. Што ќе стане со Делчево, ќе се испразни цело. Много бевме згрозени. Млади, 30 години, деца. Това е најверојатно сиромаштието и напрегнатост на живот, по моје. И това не очекува едноставно секој трети, веќе нема. Тоа е повисоко местото, по-се изражени ударите. Оде е поголема разликата на температурите. Дека новата година Делчево ја троши бројки гинекролозите, потврдуваат и лекарите. Последниот месец евиденцијата на неврологот Стоичовска забележала зголемен број на пациенти со мозочни удари. Дневно има и по 2 до 3 удари. Загрижувачки е дека старосната граница се поместува кон помладите лица. Најмлад пациент е со 26-7 години и еден уште помлад со 23 години кој што имавме мозочно креварење како резултат на мозочна аневризма. За жал младите многу потешко ги поминуваат мозочните удари во колку ги поминат и во колку ги поминат се со многу поголем инвалидитет. Ризик факторите за мозочните удари се бројни, но во последно време тука се впишуваат и температурните разлики. Постојат фактори на кои што можеме да делуваме и на фактори на кои што не можеме да делуваме. Меѓутоа, во колку вршиме редовни здравствени контроли, да го проверуваме нивото на шекерот, висината на крвниот притисок, да ја намалиме дебелината, зголемена физичка активност, мислам дека ќе се постигне успех. Во Македонија, но и во светски рамки, застапеноста на мозочните удари кај популацијата е на 3-то место по срцевите и малигните заболувања, но според лекарите, загрижувачка е тенденцијата и поместувањето на старосната граница.